Денешната епизода ја стартувам како епизода која што ќе биде посветена најголем дел на светското првенство во Катар, кој што започна во недела, и она што ви го најавувам веќе долго време со кратките епизодички од понеделник до последниот ден на светското, каде што ќе учествувате и вие. Значи, ќе бидеме активни во живо секој ден од кога ќе започне светското. Има уште некои информации плюс, зашто сум јас вака облечен. Ма зарем треба да ви кажувам. Y la seduje con mis pasos mágicos. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Todos los abrazos del mundo me dan. Mi alma se desborda de emoción. Nunca antes había sentido así. Espero que ella sienta lo mismo que yo. Ваков мир и тишина е комплетна на оваа плажа. Бидејќи е некако во залив, нема ветар, морето тепсија и прекрасно. Значи, ако имате простор и време, не ја пропуштајте. Сингита. За овие скали ви зборов. Значи, за да дојдете до доле до Сингита, мора да ги поминете овие скали. Супер се за симнување, ама за качување. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Ноември, средината на ноември. Уште малце ќе се облече мајцата и спремен за капење. Температурата се движи зависно. Преку ден доаѓа и 23 степени, 24, 25. Водата е, верувајте, потопло отколку во мај, па и почетокот на јуни. Ама, рековме, ова епизода кратко и бидете подготвени. Од следната епизода стартуваме со специјалните емисии. Ке имаме дел што ќе оди секој ден, ке имаме дел што ќе оди секој петок. И дел во кој што ќе учествувате и вие со она игра што ја кажав. 1 гол, 1 евро, 100 евра, 100 гола. За некого. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Дигресија од фудбалот со она што ви го кажав за враќањето и рециклирањето на шишињата. Значи го гледавте и слушнав уште неколку информации плюс, а тоа е дека и самите ресторани се принудени од владата, од оваа владина одлука на секоја нарачка на шишиња, пластики да им наплаќаат и понатаму да ги рециклираат,
Лошото е што некои ги крена и цените и плюс наплаќаат, но не сите. Како и да е, тоа создаде една какафонија и како што кажа во она што претходно го видовте, мислам дека тоа ќе треба да се промени наскоро, односно да се најде соодветен начин. Проектот е одличен и така и треба да продолжи, бидејќи со тоа си ја заштитуваме и нашата околина. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Сега на кратко, со неколку информации, многу важни и интересни, се надам дека ќе бидат атрактивни, а се однесуваат на светското првенство. Колку пари добиваат судиите, како се изградени стадионите, кога сме кај тоа, како се изградени стадионите. Знаете ли кој ги гради стадионите? Компанијата која што ја создаде, ја формираше и таа го доби проектот десната рака на Адолф Хитлер. Не сте знаеле? Слушајте. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Сега, кој е тоа што ви кажав дека е десната рака на Адолф Хитлер? Алберт Шпер. Сигурно оние што ја знаат историјата, го паметат ова име, беше министер за оружје, за наоружување во Третиот рајх, инаку беше и главниот архитект на Третиот рајх и десната рака во тоа поле на Адолф Хитлер. Подоцна е суден во Нирнбергскиот процес, си ја одлежува казната, излегува од затвор крајот на 60-тите години, ја формира Шпер and Friends компанијата, која што ја води Алберт Шпер Джуниор, еден од неговите синови, и таа компанија гради многу голем дел од градовите во Германија после војната. Таа компанија ги добива тендерите и за Олимпијадата во Пекинг, значи забранетиот град и дел од оној простор од забранетиот град накај Олимписките села, дел од стадионите во Птичието гнездо и го добива проектот меѓу многуте останати компании, го добива проектот Катар 2022. Стадионот кој што ќе биде отварањето е еден од најспектакуларните стадиони и започнува со тоа, а Алберт Шпер Джуниор по добивањето на тендерот умира. Не успева да го доживее отварањето на Катар 2022. Но, таа компанија може слободно да погуглате и да видите дека функционира како една од најголемите архитектонски компании на планетава. Токму она што го кажав, десната рака на Адолф Хитлер. Но тоа воопшто не изненадува и никаква тенденција немам со ова да кажам, например, Бос, парфемите и така натаму, денеска модниот креатор функционира многу нормално, а знаете дека тој е модниот креатор на униформите од СС времето. Општо целата германска нација војска, сите униформи токму тој ги има реализирано. И X други работи, IBM, да не ви кажувам, сега не е тоа темата, но конкретно имавме темата стадионите, спектакуларни, кои што веднаш по завршување на светското ќе се отштрафат, ќе се размонтираат и ќе се подарат на некои земји кои што се во фудбалски развој. Бидејќи, како што кажавме, Катар нема никаква фудбалска култура, никаква фудбалска традиција, има проблеми со дискриминација и со човековите права, бидејќи за време на градење на стадионите имаат загинато преку 6500 работници од Непал, Филипини, Индија и Пакистан. Катарските власти не ги признаваат како жртви на работата, бидејќи рекле само тројца имаат загинато за време на работа, но не го ставаат и временските услови, многу топло и нехумани работења на многу топло, кои што имаат загинато работници од топлотен удар, од премногу топло паднале од скеле загинале, од премногу топло паднале на асфалтот и загинале, тие не ги признаваат. Било многу топло. Од тие причини и Европа покрена веќе неколку месеци еден процес да не одите во Катар
едноставно да ги казнат некако катарските власти, кои што навистина со голема дискриминација ги изградија овие стадиони и не е почитување на основните човекови работнички права. Сега, следете и во следните минути да видите колку пари се потрошени во Катар и зашто ова првенство ќе биде едно од најспектакуларните во таа насока. Friday, 8 p.m. New podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Macedonian language. Пред да почнем со тие кратки информации, ќе ви кажам неколку работи за да имате представа од прилика како изгледа Катар. Катар е, на пример, половина од Македонија, територија. Замислете, посредина како што е Вардар, едната половина е Катар. По жители, 2.795.000 жители има Катар, додека Македонија официјално има 1.830 и кусур. Колкава е Доха? Ако Скопје е 572 км квадратни, Доха е 132 км квадратни. Тоа значи дека е скоро нешто повеќе од 1/3 од Скопје. А има Доха 2.380.000 жители, од кои што само околу 350.000 се катарчани, другото се странци. За разлика од Скопје, кој што едва има 500.000 жители. Сега, како се распоредени стадионите? Замислете го Скопје и стадионите 8 на кои што се игра светското првенство. Едниот ви е во Карпош, другиот ви е во Влае, третиот ви е во Кисела вода, четвртиот ви е во Аеродром, петиот ви е во Центар и шестиот ви е во Центар и седмиот ви е во Чучер Сандево и осмиот ви е, на пример, во Илинден. Два се малце понадвор од град. Така се распоредени. Иначе сите стадиони се поврзани со едно метро, кое што е специјално изградено за светското првенство и кое после светското првенство, кога ќе треба да ги отшава стадионите, и тоа метро оди џабе. Сега, погледнете накратко колку пари се потрошени за светското првенство во Катар во однос на сите претходни. Чисто информативно. Околу 12 милиони кошташе, 12 милиарди швајцарски франци кошташе најскапото до сега во Русија, предпоследното. Ако коштало тоа 12 милиарди, а ви кажам дека ова во Катар кошта
220 милиарди, веќе имате представа за каква бројка станува збор. Сите стадиони, ви кажав, се во круг од прилика од околу 50 на километри. До тие 8-7 се комплетно нови, само еден е оној централни што беше реновиран и изграден, реновиран специјално за ова светско првенство. Влезниците за овие стадиони се движат меѓу 60 и 200 евра, а за полуфиналето и за финалето најефтината ви е 550 евра и најскапата е некаде редовно што ќе може да ја купите, не за ложи, VIP, така натаму 1460 евра. Инаку знаете сигурно дека сме 2 часа разлика од Катар и од прилика така ќе ги се ги концепирате надпреварите ако гледате по распоредот на катарските надпревари како ќе се движат. И сега се чудите 220 милиарди дадоа за ова светско првенство, од каде толку пари? Знаете зашто се занимаваше Катар до 1930 година? Бисери. Школки ваделе бисери и тоа продавале. Ништо. Нула. Пустина. 1930 откриваат нафта, подосна и газ. Денеска Катар е трета земја во светот по производство на газ. Од таму им се парите, нормално. И сега, уште на крај, од заработувачките, веќе сигурно знаете колку ќе заработат тимовите, зашто ова светско е многу важно за секој да стане шампион, што значи тоа за федерациите, но дали знаете колку заработуваат судиите? 5000 швајцарски франци по надпревар заработуваат судиите. За не е прв пат, ќе кажав за малку прв пат, ама се сетив дека во Русија прв пат после долго време имаше англиски судија. Сега во Катар има 2 англиски суди и парите, нормално голем дел, како што реков, стадионите и цела инфраструктура се изградени и на хотелите. Преку 100 хотели, нови, од корен, од темел, изградени се специјално за ова светско првенство. А за човековите права нема да се повторувам. Единствено можам да кажам дека ние, еве јас ке се потрудам да се приклучам на овој бойкот што го промовираат сите и нема да информирам во ниедна епизода и во ниеден ден и во играта што вие ќе играте надпревари на Катар. Едноставно не постои за мене таа репрезентација во овие емисии. Ке се занимаваме само со фудбалот, ке играте и вие, а резултати, типувања и се она што се случи со катарската репрезентација кој ќе го отвори светското и веднаш со скандал почна, бидејќи 8 фудбалери од противничката екипа излезе дека се подплатени за Катар да го добие првиот надпревар. Не знам колку е ова фейк, колку е вистина, ќе видиме што од тоа ќе излезе, но нема да ме чуди и на судии да дадат пари. Ако може 220 милиарди да дадат за изградба за ова светско и плюс оние, го гледавте сигурно документарите на Netflix за корупцијата и мафијата во FIFA, што ги дадоа парите, тогаш се е можно. Како и да е, ова ќе биде едно интересно и атрактивно фудбалски светско првенство, бидејќи, тоа го кажувам веќе неколку месеци назад, за прв пат фудбалерите ќе играат во својата топ форма, значи на врвот на својата форма се игра ова светско. За разлика од претходните, кога завршуваат националните првенства, завршуваат европските купови, некои стигаат до финале на Лига на шампиони, финале на Лига Европа и на крајот на подготовки на светско и играат светско, смачено им е, сега не. Сега тоа ќе го размислиме како ќе продолжат понатаму националните првенства и како ќе продолжат понатаму европските купови. А што се деси до играта на светските првенства, мислам дека тука нема да има изненадување, дека најдобрите ќе бидат меѓу првите 4. Нема да има изненадување како што имаше на другите светски првенства досега. Тоа е едно мое мислење. Од недела натаму стартуваме и пак ќе кажам, очекувајте ја секојдневната епизода, кратка, каде што ќе ви учествувате и вие во нашата игра. On Macedonian language. Јас сум подготвен. Значи, од понеделник стартуваме со оние специјални кратки епизоди, стандардно, и така ќе тераме до крајот на светско. Гледате, се е спремно. Се надам дека и ке вас ке е спремно. Недела, стартуваме.
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.